Во Трубарево е Симона Петровска. Симона, како е денес таму ти од предпладнево си во Трубарево? Така, Марија, како што кажа и ти, последните информации од здравствените власти се дека во текот на изминатата ноќ и предпладнево биле извршени 13 интервенции од итната медицинска помош. Во текот на ноќта една пациентка била примена на клиниката за токсикологија. Таа е во добра здравствена состојба, но поради други пропратни симптоми е задржана на лекување. Ова го соопшти директорот на клиниката за токсикологија, кој кажа и дека во текот на ноќта биле примени, односно предпладнево биле примени уште тројца пациенти. Како што може да се забележи зад мене, чат во фабриката која што гореше пред 2 дена нема, но се уште се чувствува мирисот на изгорена пластика. Граѓаните овде во село Трубарево се со затворени прозорци и врати, стравуваат по нивното здравје. Затворени се и вратите на неколку основни училишта поради препораки на Министерството за образование и наука, а учениците ќе продолжат наставата, односно ќе продолжат наставата да ја следат онлайн. Како беше во текот на денот и што кажа граѓаните за Телма, предлагам да погледнеме од прилогот кој што го подготвивме. Без поголемо раздвижување, со затворени прозорци и врати. Трет ден граѓаните се штитат од загадениот воздух откако избувна пожар во фабрика во село Трубарево. Стравот од последиците по нивното здравје се поголем. Сега не, а до вчера се чувствуваше мирис од сабаре поготово, да. Стравуваат овде граѓаните по здравјето на луѓе? Па да, секако. Сметате дека ќе дојде до последици доколку по ова загадување па? Па што има загадување, сигурно ќе има и последици некои. Само ќе се види тоа отпосле. Имаше мириса. Цел народ се со гасмаски и све. Пукаше, што имаше таму, некои боци или не знам, поима нема. Пукаше како да пролат бомби некои. Затворени беа вратите и во неколку основни училишта. Поради алармот за загаден воздух, наставата учениците ќе продолжат онлайн. Во нашето училиште од утрово започна онлайн настава за сите ученици и за учениците од оделенски за учениците од предметна настава. Утрово колегите кажаа дека часовите се одвиваат по редовниот распоред на часови, дека немаме проблеми, бидејќи веќе учениците знаат како да се приклучат со електронскиот уред и да следат настава од далечина. Помалите ученици сега од 13 часот ја започнаа својата смена и во моментов немам никакви проблеми. Во Трубарево се поставија 2 статични мерни станици, кои во наредните 5 до 7 дена, од час во час, ќе го мерат квалитетот на воздухот. Една од нив е поставена во дворот на основното училиште Крум Тошев. Ова зад мене е патот кој води до фабриката која што изгоре. На терен има полициско обезбедување, а доаѓаат и камиони полни со земја за да го затрупаат остатокот од пожарот. Во текот на утринските часови било забележено чадење на неколку места. Жариштето било третирано со специјална пена, а остатоците биле затрупани со песок. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов прогласи победа на двата пожари, и оној во Трубарево и во депонијата Дрисла. Утрово покажуваше на неколку места слабо чадење, но врзистото веднаш беше действувано со специјална пена и со дозатрупување со земја, односно по потреба и со песок. Останате се дежурни екипи на Скопската бригада за противпожарна заштита, доколку се утврди било какво чадење, истите врз него ќе действуваат со специјална пена и со дозатрупување. Состојбата во депонијата Дрисла е драстично подобрена. Останува уште еден сосем мал дел да биде дозатрупан. Очекувам во текот на попладневните часови да биде целосно затрупано местото кое што овие денови чадеше. На тој начин се целосно затворени двата пожари. И пожарот во Трубарево, пожарот во депонијата Дрисла. Пред 2 дена во село Трубарево избувна пожар во фабрика за електронски отпад и пластика, но се уште нема информации за причината за пожарот.
Така, уште еднаш да повториме, последните информации од здравствените власти се дека во текот на изминатата ноќ и предпладнева во овој реон овде во Трубарево итната медицинска помош извршила 13 интервенции на граѓани, се претпоставува поради тегобиот загадениот воздух. Една пациентка во текот на ноќта е примена на клиниката за токсикологија, таа е во добра здравствена состојба, но поради други пропратни симптоми е задржана на лекување, а помош, односно помош побарали уште други тројца пациенти кои што се на клиниката, кои што биле на лекување на клиниката за токсикологија и пуштени на домашно лекување. Марија? Симона Петровска известува од Трубарево 3 дена по пожарот што го зафати складиштето за електронски отпад.